Електрична енергија. Бислимовски, повелете. Благодарам пред се на Фондацијата Фридрих Еберт за поканата. Јас често учествувам на активности кои што ги организира Фридрих Еберт и секогаш се водиме, имам убави дискусии со убави соговорници. Значи, се наоѓаме како држава пред сериозни предизвици, имајќи во предвид дека последнава година и пол се соочуваме со сериозна енергетска криза, која што пред се од финансиски карактер. Имаме екстремно високи цени на пазарите и на електрична енергија, и на природен газ, и на пазарот на нафта. И тоа и tekako влие на севкупното функционирање на македонската економија, но исто така предизвикува и сериозни проблеми во однос на трошоците кои што ги имаат македонските компании за обезбедување и на електрична енергија, и на природен газ, и на топлинска енергија. И во последниот период енергетиката како никогаш до сега постигна целосно влијание на јавноста, имајќи го во предвид овој постојан порас на цените и на електричната енергија, и на природниот газ, и на нафтата на берзите. Ако до пред некоја година енергетската транзиција беше екопрестижот до кој што се стреми секоја земја, денеска во време кога секоја држава во борба за поевтин киловат час повторно ги вклучува сите расположливи капацитети кои што ги има, вистинското прашање е како да се постигне поголема енергетска независност, што ќе ги заштити и граѓаните и нивниот стандард, а во исто време ќе помогне колку што се може ранливата економија која е на удар предходно од пандемијата, а сега и од енергетската криза. Дополнета оваа енергетска криза е сега и со овој руско-украински конфликт. Праведната транзиција, Регулаторната комисија за енергетика ја гледа во основа од фер цена и фер потрошувачка. Регулаторната комисија за енергетика се реши да воведе блок тарифи пред се кај домаќинствата, и блок тарифите како мерка не се до крај пазарни. Но во услови кога се соочуваме со реално висока потрошувачка на електрична енергија кај домаќинствата во државата, и тоа е пред се од причина што голем дел од домаќинствата и нема друга опција за грејење во текот на зимските месеци, со овие блок тарифи ќе се обидеме да дадеме сигнал до потрошувачите да си ја рационализираат својата потрошувачка на електрична енергија. Значи, основна цел на блоковите, покрај сигналот кој што ќе се испрати до потрошувачите со висока потрошувачка е да ја намалат својата потрошувачка, е пред се да обезбедиме за одредени категории на граѓани цена на електрична енергија која што нема да им представува товар. Доколку ги анализираме цените на електрична енергија во регионот, може да се види дека во Македонија има една од најниските цени после Србија и Косово. Значи, исто така, во изминативе неколку години, десетина години, факт е дека ние како држава имаме проблеми со домашното производство на електрична енергија, кое што е во постојан пат, и тоа и tekako ја отежнува целокупната ситуација. Значи, доколку во периодот од 2002 до 2006 просечно сме имале домашно производство на електрична енергија, пред се тука мислам на ЕСМ, од околу 6 милиарди и 200-300 милиони киловат часови, сега имаме околу
3 милиарди и 200 милиони киловат часови во 2021 и верувам дека тоа едното кое што можеме да го допреме и од оваа година производството со електрична енергија ќе се стабилизира и ќе биде далеку повисоко отколку што било во изминатиот период. Заради тоа е многу битно, поради тоа што ние ако сакаме да збориме за праведна транзиција, треба да имаме пред се домашни ресурси, за да можеме да влијаеме и на цените на електричната енергија пред се кај домаќинствата. Она што радува како факт е што во изминативе неколку месеци македонските компании кои што реално некаде од октомври се соочени со сериозен пораст на нивниот трошок за електрична енергија, тоа е некаде, бидејќи електрична енергија набавуваат на слободниот пазар, тој нивни трошок некаде е зголемен за 4 до 5 пати. Само во последниве 4-5 месеци Регулаторната комисија за енергетика издаде и е во фаза на издавање на лиценци за производство на електрична енергија од фотоволтаици со некаде од околу 35 мегавати. Тоа е на ниво од една Света Петка, хидроелектраната Света Петка. И верувам дека до крајот на годината ќе завршиме со нови обновливи извори на енергија од фотоволтаици 80 на мегавати и дополнително некаде во септември ќе започнат да се поставуваат и првите столбови на новата ветерна електрана, приватна инвестиција во Богословец Свети Николски, и тоа ќе бидат уште околу 37 мегавати. Значи, паралелно со овој процес, ние ја реализираме енергетската транзиција и иако во изминатиот период цените на обновливите извори секогаш се кажува како баук, сега токму обновливите извори кои што користат повластена тарифа го стабилизираат пазарот, бидејќи нивната просечна цена во овој момент е околу 100 евра за мегават час, а цената на слободниот пазар е околу 250 евра за мегават час. Така да, токму обновливите извори се тие кои што придонесуваат за одредено подобрување на ситуацијата во однос на цените на електричната енергија. Дополнително, особено што треба да се направи во следниот период, ЕСМ да си ја превземе обврската и до крајот на годината 100% да ги обезбеди потребите на домаќинствата, бидејќи тоа е најдобар начин и така веќе постоечката енергетска сиромаштија да ја одржиме на некое задоволително ниво. Инаку, во делот на цените за домаќинствата, факт е дека имаме домаќинства со енормна потрошувачка, но и за тоа не можеме никој да обвиниме, едноставно таков бил ценовниот сигнал. Релативно ниска цена и се што можеле да уреди, задоволства, удобства да имаат, се користела електричната енергија. И токму со овие блок тарифи кои што планираме да ги воведеме, тоа е целта. Тие потрошувачи кои што домаќинства кои што си дозволиле да имаат толку висока потрошувачка, да си го платат реалниот трошок за електричната енергија. Од причина што не можеме веќе ние да живееме во една да речеме со едно мислење дека домашното производство ќе ни расте. Нашето домашно производство од ДСМ е тоа, лимитирано е, нема да има пораст.
се друго понатака што ќе биде домашно производство, ќе биде од обновливи извори. Така. И тоа ќе биде најдобриот спас и во енергетската транзиција, но исто така и ќе помогне во однос на справувањето со енергетската сиромаштија. Так, Ви благодарам. да, благодарам Бислимовски. Продолжуваме со размена Чекич. Да, повелете. Че ние ги воведуваме блок тарифите, да бидам искрен, од нема и каде. Затоа што има реално висока потрошувачка на домаќинствата и таму сакаме да влијаеме, а домашното производство секоја година ни се намалува. И влеговме во еден маѓапсан круг. Регулаторната комисија за енергетика не ја кажува цената по која универзалниот снабдувач купува. Најчесто ја купува електричната енергија од ЕСАМ по цена која што ќе му ја каже владата. И значи од самиот старт цената по која ЕСАМ продава на Евана Хоум, на универзалниот снабдувач е непазарна и социјална цена, бидејќи 41 евро за мегават час, а од трошковен аспект цената на ЕСАМ е околу 68 евро. Значи од самиот старт владата дава 27 евра по мегават час помош. Во однос на бројот на членовите во семејствата, не сме правеле таква анализа, поради тоа што ние ја правиме анализа на потрошувачка по бројло. И ќе има одредени ситуации каде што живеат во куќа на 2 на 3 спрата, но можат со поделба на мерно место да си го решат тој проблем. Во стан нема да можат, бидејќи не може да се прави поделба на мерно место. И во основа кога избориме за, значи блок тарифите не може да го решат социјалниот елемент. Во повеќе наврати регулаторната комисија за енергетика даде конкретен предлог во однос на како држава да го решиме проблемот со енергетската сиромаштија. Дека ние во моментов ова што го даваме, како државата што го дава, е 600 до 800 денари на граѓаните кои што примаат социјална помош и ми се чини со ниски приходи и с големивте и со пензионери од прва категорија, како со најниски пензии. И тоа е. И лошо е што тие пари граѓаните, мислам, ги добиваат директно на сметка. Бар ги добива од труд и социјална политика што беа, директно на сметка ги добиваат. Сега сметката за струја. И не знаевме тие пари кај идат. И реално дека е со оваа енергетска сиромаштија што имаме, мал ни е опфатот. Треба да направиме да се исплаќаат пари врз основа на приходи на домаќинство. Или приход по еден член на домаќинството, за да и тие што имаат потреба да добијат помош, за да релаксираме ситуацијата и со цената на ЕСАМ. Владата тие пари што ги дава кај ЕСАМ, преку таа цена од 41 евро, субвенционираат цена и таа цена важи за сите домаќинства. Ама не сите домаќинства имаат потреба од и си имаат можности да се ги покријат своите трошоци. Ние откривме домаќинства што трошат 20.000 киловат часови месечно. И нему е проблем да се плати 5, 6, 10.000 евра, ама со ниската цена ние ги натеравме тие што имаат пари, што сакаат да прават од енергетски аспект. Ајде си ставам сауна, ајде си ставам базен, ова ќе се направам, ајде тоа. И сега и они се супер потрошачи, се плаќаат. Со блок тарифите, меѓу другото, ќе ги удриме и овие категории. Нема да ги удриме, ќе имаат повисока цена со цел малце да поводат сметка и полека ЕСАМ да го застануваме на здрави нозе. Дека криза во еден ден ќе заврши, ама енергетските компании во државава
не треба да бидат клекнати на колена, треба да бидат исправени и да продолжат да придонесуваат и за економијата и за граѓаните. Благодарам.